Активна блокада на законодавниот дом од утре почнува опозицијската ВМРО ДПМН и коалицијата. Едногласно била прифатена одлуката која што претходно ја донесе извршниот комитет на партијата за од 10 мај. Епилогот. Активна блокада уследува откако претходно Ковачевски и владата одбија диалог во 4 клучни области за граѓаните: економија, здравство, образование и меѓународна политика со акцент на блокадите од Бугарија и како природно решение на сите овие проблеми. Разговор за датум за предвремени избори и соочување со волјата на граѓаните. Тоа што Ковачевски од целата оваа понуда за нормален диалог се фокусира само на предвремени избори, покажува дека всушност и тој е свесен дека е премиер на влада која што нема поддршка од народот. Опозицијата ќе ги блокира сите закони, единствено ќе учествуваат во дебатата за ребалансот на буџетот. Штањето на закони и злоупотребата на европско знаменце има граници. Последниот извештај на Европската комисија токму тоа го нотира. Во ситуација кога нема активна блокада, доколку бидат паметни, законите ќе си ги пуштат во редовна процедура за да не убедат прво нас, а потоа и граѓаните дека она што го прават е тоа исправното што треба да го прават. Во спротивно, ќе сметаме дека ова што го и ќе биде мотив плюс. Во спротивно ќе сметаме дека ова што го прават е тоа, а тоа е злоупотреба на процедурите. Колку долго ќе се блокира процесот на носење закони во македонскиот парламент, од опозицијата вела дополнително ќе пресечат, а наедноставно би било до пат на оваа влада и одржување на предвремени парламентарни избори. Но ова реагира од СДСМ. Според нив, неодговорна, штетна и антидржавна била одлуката за блокада на собранието од страна на ВМРО ДПМН и Христијан Мицкоски. Социјалдемократите сега ја осудуваат блокадата на парламентот, а додека беа во опозиција во 3 наврати не седеа во пленарна сала и сегашниот спикер Џафери еднаш со молки ја блокираше работата откако неговата партија ДУИ поднесе илјадници амандмани.